добивате пари од некого, многу пари. Добро, сега ова на Харис, покрај коли тамо моли ова, она, ташни од 5000 евра, сепак не му платила ни кафе. Никојаш за новчаник не се фатила. Има тука такви, цури си ги знаете вие многу добро. Пошто кај нас нели важи она правило да мужот секојаш мора да плати. Океј, немам ја ништо против, ако има пари, нека плати секојаш. Има и у тоа нешто джентлменски, не викам не. Да се работи до односот. Него друго сакав да кажам. А тоа треба да го научите од курвите. Зборам сега за овие што се фала дека направиле многу државнички чекори за еднината на Македонија, за нашите деца, за едните генерации, дека донеле тешки одлуки, кој оној што збори Евнухон обезмуден. Значи, кога добивате многу пари од вашите sugar daddies или спонзорчиња од ЕУ, оние на кавето, не знам кој, од тука странски тајни служби од соседниве држави, за да си го предавате народот, државата. И кога ги добивате тие пари, со кои што не купувате ташни од 5000 евра, затоа што тоа се пичкин дим за вас, на жена да им купите ташна, да ја купите од 2-3000 евра, Луи Витон од 4000 евра, не е битно. Вие со тие пари, памет звони некој. Вие со тие пари купувате многу појаки работи. Ми се прекина малце, ова нема везе, продолжуваме. Значи, вие со тие пари, за тоа ќе вратам, купувате плацеви, куќи, вили, фабрики за марихуана, за не знам што, за вамо, за тамо. Значи, многу поголеми ствари купувате. Али замисли, колку бевте глупи, колку сте глупи за разлика од куравите. Вие, наместо ни кафе, да не ги частите тие што ви даваа пари од ЕУ, од МЕУ, за да си ја предадете државата, вие им продадовте, им дадовте и име, и идентитет, и Асномска Македонија им продадовте, и Античка Македонија им продадовте. Све живо им продадовте. А башка тоа не е ни ваше. Значи тоа не е ваше. Замислете сега. Една курава, пак не зборам за овие што им е тоа професија, за нив имам многу поголема почит него за овие другиве што се прават чедни светици, девици и така натаму, мајки и овона, а го прават тоа што го прават и овие вамо, што им е тоа професија. Значи, немате мозок николку една таква курава, спонзоруша, инфлуенсерка, старлета, како сакате наречете. Значи, она од незиниот дечко или маж ќе добие ташна од 5000 евра и ни кафе не го части. Ќе купи кола од 30.000 евра, ни ручек не го части. А вие купивте многу поскапи работи, станавте милионери заради вашето предавство, што го направивте, и им дадовте на овие најскапите работи, најбесценитите работи, што немаат материјална вредност, туку што се историско, културно, политичко наследство, идеал на стотици генерации македонци, им ги дадовте на тацна. И гледам, сите вчера нешто се кренавте джева, некој пеач наш познат, како се појавил на кампања на тие предавниците квислиншки, на тие СДС, како си ја продал душата, ова, она, па како друга оваа пеачка наша исто што
игра и по една серија, доста гледана, како и таа на кампањата била на СДС, но значи не заборавете го тагора. Ова е време на човекојаци и на оно што ја го додадов. И немојте да се чудите. Затоа што денес се си има своја цена. И велат ние американците се цареви на прагматизмот, велат ако некого не можеш да го купиш со малце пари, ќе го купиш со многу пари. Но, сакам да верувам, дека има и луѓе со интегритет, со принципи. Уметниците никогаш не треба да држат страна. Никогаш. За уметникот никогаш не треба да биде или ова, или ова. Туку може и ова, значи светот го гледа у една сократовска смисла. Дека светот не е црно-бел, туку е составен од 50 нијанси на сиво. Ај пак малце филозофија. Но во време, ај се Достоевски ке го спомнам, извинете вака малце шо малце ви паметуjem, да видите овие книги ве позади што ги гледате, тоа е читано, сега више ништо не читам, 3 години книга не сум пипнал, нити сум напишал книга, 8 книги имам напишано, и да ви кажам, немам намера више да пишам, го гледам, никој ништо не читава. И нема да пишам. Значи, во такво време живееме на човекојаци, нема смисла веќе ни пишување, ни уметност, ништо нема смисла. Може би има смисла баш во такво време да бидеш духовен но ретко кој има таа сила и мотивација да продолжи по тој пат. Ја некако сега не можам да ја најдам, извинете. Што сакав да кажам? Значи, во едно такво време на човекојаци, во едно време кога Достоевски исто го предвиде во своите книги, која рече оној момент кога Господ ќе биде избркан од земјата, од планетава, протеран. Или Ниче што рече кога дека Господ е мртов. Оној момент кога ќе губиеш Господ или кога ќе опротераш, на човек му е све дозволено. Кога ќе кажам Господ, јас сум атеист, да не сватите погрешно, ја мислам на кога ќе опротераш моралот, духовноста, знаењето, солидарноста, милосрдието, ако сакате како најголема вредност на православието на Новиот Завет. Милосрдието. Еден човек, Исус Христос, кој станува подоцна, се жртвува во име на целото човештво. Тоа е најголемата жртва. Крстот на кој што е распнат, нели, она овако, е символ на најголемото страдање. Затоа христијанството е притежно кажано љубов, милосрдие, страдање. Така да го опишем од 3 гледате и Библија, читам, но не е дека ако сум ја атеист. Сум си читал ја, глуперда, тешка пичка ми лепа матер. Кога не успев да направам пари ко Харис, сега ќе си имав такви ко него старлети. Ама ме оставила, отишла на скијање со другарки у Боровец или на море у Грција, ме боли пичкава, да ви кажам. Битно пак ќе се врати. Пак ќе се клецкам. Кај ми беше мислата, многу ме мачат мисли. Кој ќе го истерате Бог во онаа смисла, на човек се му е дозволено. Затоа во едно такво време многу уметници, не само уметници, секој гледа да се спаси како знае. Ја уметниците не ги оправдувам. Ја она што порано сум имал блиски ставови со СДС, кога Груевски бил на власт за многу работи кои што биле негативни, тоа мене не ме правеше дека сум член на СДС. Ниту сум бил член на СДС, како што тогаш ме правеа кујните нели ВМРО-вски. Како што сега моите ставови се многу блиски до ВМРО ДПМН за клучни работи, но
тоа мене не ме прави ВМРО-вец, сум ви кажал. Греото е, жално е и срамно е ја да се топорам дека сум ВМРО-вец или да земам книшка од ВМРО, а тамо некој 30 години од 90 година ногти толка и пуштал за партијата, за идејата, за идеологијата, без разлика, не знам, за што се од лепење плакати почнува. Тоа е само момент кај што се поклопуваат опозицијските контраестаблишмент ставовите на еден уметник со нормално со опозицијската партија која што сака да дојде на власт. Опозицијата секогаш размислува логично, разумно, нормално, ги гледа со ладна глава работите, ги сваќа, го чувства пулсот на народот каков е. Тоа е логично, опозиција е. Работата е како да остане барем приближно таква и кога ќе дојде на власт, да не се загуби. Иначе е логично опозицијата да биде секогаш поблиску до ставовите кон било кој дисидент, наречете го уметник или неуметник. Но, трагедијата на овие, кои што се джавкаше вчера против нив, пеачиве и е што им прават услужна дејност на квислиншка власт, која што ги има и дарувано, и со звања, награди, соодветни за животно дело, за ова, за она. Не го заборавите тие работи, тоа мора да се врати. Замислете, кога ќе ве прогласат за државен уметник со државна награда, со она, се менјаат ова ставоиве. Не си више Убер Македонише. Но пак ќе ви кажам, од друга страна, колку и да ми е тешко, имам време на човекојаци, на курви, веќе ништо не ме изненадува. И најтрагично е што можеш да најдеш оправдување за сите оваква време, затоа што Господ го нема истеране, протеран. Погледнете си ги децата што ги воспитувате, милосрдие нула, солидарност нула, булинзи, мулинзи по училиштата, професорите, наставниците врзани раце, не може ништо да направи. А тоа е све од дома. Воспитување. Од дома. Не може да си играш со нас, татко ти не ти купил точак од 2000 евра. Или ролерки ли е. Тоа сте. Така ги воспитувате вашите деца. Да станат утре како старлета на Харис. Јебо вас Харис. Харис се. Ма немаш проблема. Веруј. А пусти кура, јебо мате. Ајде се гледам. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега. Како и до сега.